началнички на општина Демиркапија, пишување представници од општинска администрација, продолжуваме понатаму, точка број 8. Предлог одлука за давање на трајно користење на возило трактор со приклучна механизација на Бошева Демиркапија. Замолувам отварам расправа. Замолувам представникот за образложение за точка број 8. Благодарам. Значи, во врска со предлог одлуката за давање на трајно користење на возило трактор со приклучна механизација на ЕКП Бошева Демиркапија, ова значи произведено во врска од претходно склучен договор за финансирање на проекти за намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и зголемување на регионалната конкурентност за 2025 година, и тоа конкретно за проектот набавка на трактор со приклучна механизација, кој што договор е склучен помеѓу Министерство за локална самоуправа и општина Демиркапија. Врз основа на оваа апликација, која што е одобрена од страна на Министерството за локална самоуправа, на општина Демиркапија беа доделени средства од 2 милиони денари и беше распишан јавен повик за набавка на трактор со приклучна механизација. По склучениот договор со избраниот економски оператор се набави возилото кое што е со спецификации како што е наведено во член 1 од одлуката. Меѓутоа, во самата апликација која што општина Демиркапија ја доставила до Министерството, ние имаме и обврска по завршувањето на проектот, односно по набавката на возилото, исто да го дадеме на користење на јавното предпријатие Бошева Демиркапија, бидејќи е извршена и регистрација на возилото. Со тоа, со оваа одлука, предлог одлука, ја исполнуваме нашата обврска која што била во самата апликација и со договорот склучен со Министерството. Благодарам за образложението. Да напоменам само дека видната ствар ја даваме на трајно користење без надомест на јавното предпријатие, со тоа што имаат обврска истото да го внесат како основно средство во нивната евиденција. Возилото стигна пред изборите, како се заради возилото со набавката, мислам дека некаде на октомври беше, на почетокот на октомври беше предадено на општина. Не, стигна општина. Више го... Тука е, да, возилото, ево, Бошева, тоа што заради просторот. Да, таму. Точка број 8. Оставено гласење, кој е за? Едногласно за. Добро, 8 гласа за. Преминуваме на точка број 9. Предлог одлука за распишување на јавен повик за пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови на управен и надзорен одбор на јавното предпријатие за комунални работи Бошева Демиркапија. Во врска со предлог одлуката за распишување на јавен повик за избор на членови во управен и надзорен одбор, на претходната седница ние направивме измени во статутот на ЕКП Бошева, согласувајќи со законските измени, кои што беа во 2024 година и кои што се однесуваат на членовите, посебно во делот на изборот на управните и надзорните одбори, бидејќи, како што знаеме, мандатот на членовите на управен и надзорен одбор се истечени. Затоа имаме и обврска да ја распишеме нови јавни повици за пријавување на кандидати за членови во управен и надзорен одбор. Во прилог на одлуката се дадени и на примерот од образецот од јавниот повик, кој што планираме да биде објавен на 12 јануари, а со обврска за доставување на апликација до 16.1, бидејќи истиот по закон треба да трае 5 дена. Ова од причина што ако го направиме на 30 или 31 имаме многу малку работни денови, па да не направиме само луѓето да немаат можност да се извадат онаа документација која што е потребна да ја приложат во пријавата. Сметаме дека тој период од таа една недела е сепак сите работни денови за да може да си ги комплетираат самите документи. Тоа е заради празниците. Заради празниците, да, имат доста неработни денови во тој период. Ви благодарам. Јана. Отворам расправа, дали некој да разбор. Само ја подсетиме минатата
некој пат како беше, кој пред 2 години мислам дека се донесе. Измените беа 2023, да. Примерата на првите сојавни повици беше 2023. Ние тогаш имавме само до комплетирање на член на управен одбор. Еден член беше со барање за оставка и имавме само еден член дополнување во делот на надзорен, пошто се намали бројот, немаше потреба од распишување на нов повик. Разбор. Точка број 9, оставам на гласање, кој е за? Едногласно. 8 гласа за, нема против, нема воздържан. Точка број 10, предлог програма за работа во области на располагањето со градено земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјата на општина Демиркапија за 2026 година. Позамолувам представниците од општината да дадат образложение. Благодарам. За зоставен на оваа програма, општина Демиркапија покренува постапки за утврдување на градежно земјиште. Во оваа програма се ставени сите дадени до табела, се ставени сите градежни парцели кои што општина Демиркапија има и изготвена документација и кои се слободни за утврдување. Во прилог се дадени во табела за утврдување и прашање. Благодарам. Дали некој ба разбор? Води човек? Води грешници како е? Има ли плаци? Има плаци слободни, тие ќе има поставки за утврдување. Има лужно чело, што знае да градат од село Грешница. До сега не може. Така се информира. Мало проблем е. Нема проблем таму, само треба поставките да се почнат и да се завршат поставките. Таму има изготвен урбанистички план, има слободни граждани парцели кои што може да се отвојат, има и парцели кои што се во приватна собственост. Таму има можност секој кој што има имот и кој што има основен проект и конкретна документација да ги работи. Дали некој друг ба разбор? Следејќи никој не ба разбор, точка број 10 е ставно на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржан. Наредна точка, точка број 11, предлог програма за уредување на градено земјиште на просторот на општина Демиркапија за 2026 година. Исто така да се молам представниците од општината да дадат образложение за точка број 11. Благодарам. Станува збор за годишна програма која што општина Демиркапија ја врзосна на која што програма општина Демиркапија работи. Тоа станува збор за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Демиркапија. Наравно кажани во оваа програма се ставени надоместници за трошоци за уредување на градежно земјиште при изградба на објекти. Тоа значи тоа е збор комунали, плаќање на комунали. Цената на комунали не е покачена со оваа програма. Во оваа програма се дадени приходи од кај што програмата би можела да се реализира, тоа е во вкупна вредност од 75.904.580 денари и во следниот дел во расходи се дадени каде што ние планираме доколку се обезбедат овие средства, каде ќе се искористат. Тоа е за изготвување на техничка документација, изградба, реконструкција на улици, водоводи, фекална канализација, атмосферска канализација, улично осветлување ретрофно и одржување на комунални објекти, изградба и одржување на локални патишта, изградба и одржување на други објекти. Доколку има некој за збор, сум за. Благодарам. Дали некој ба разбор? Видеш никој не ба разбор, точка број 11 постават на гласање, кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржан. Точка број 12, предлог годишна програма за изработка на урбанистички планови во општина Демиркапија за 2026 година.
ова е годишна програма која што општина Демеркапија врз основа на нејзини потреби и врз основа на потреби на физички и правни лица ја изготвя и врз која што програма се донесуват урбанички планови. Значи ставно збор за делови кај што се донесува генерален урбанички план кој што уште е во тек на донесување на детални планови, донесување на урбанички планови за село, донесување на урбанички планови во населени места и донесување на урбанички проекти. Значи тука се сите ставени кои што беа претходно ставени и дополнети со нови инициативи кои што беа доставени до нас како општина. Општина Демеркапија од буџет на општина Демеркапија се планират да се искористат средства од 2,5 милиони денари. Ви благодарам. Дали некој бара збор? Видите, че некој не бара збор. Точка број 12 ќе ставам на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Продолжуваме понатаму с точка број 13. Предлог програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општина Демеркапија за 2026 година. Значи станува збор за програма која што општина Демеркапија ќе се задолжи практички за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици тука е даден табеларен преглед кај што се дадени сите локални патишта кои што општина Демеркапија ги има на нејзина територија. Дадени се приходи од кај што општина Демеркапија ќе од кои средства ќе ја реализира оваа програма, која што е во висина од 37.936.642 денари. И даден е обем на работи кои што со овие средства општина Демеркапија би во 2026 година би реализирал од дадените проекти. Тука се наведени кои се тие средства за улици кои што ќе дадеме поголем акцент тука на ова година во тековно и зимско одржување, бидејќи во текот на одржувањето до сега немавме толку одвојувани средства. Со ова програма во споредба со претходните програми ќе се планира да се искористат повеќе средства, значи тоа е во милион денари 770. Ви благодарам. Дали некој бара збор? Видите, че никој не бара збор. Точка број 11 поставам на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Точка број 14. Предлог програма за одржување на јавната чистота на територијата на општина Демеркапија за 2026 година. Значи, предоставам нова годишна програма и јавната предпријатие која што во програмата е задолжено за одржување на јавна чистота би во 2026 година би ги извршила активностите. Значи, станува збор за програма во која што се наведени кои улици и ќе се чистат секојдневно и кои улици се чистат месечно и има активности исто така кои што одвонено по наше бање се реализираат од страна на јавното комунално предпријатие. Значи, по нивно бање зголемена е вредноста на програмата ова година и предвидени се 2 милиони денари за реализација на ова програма. Тука се дадени и табеларен преглед кој поточно улици се и со колку средства ќе се искористат за секоја улица посебно се дадени во табела. Исто така се дадени и временски табели на активности во кое време кои активности се извршуваат од страна на јавното комунално предпријатие. Извини, и на оваа јавна чистота има 2 милиона?
Да. Ова не беше минали. Да, претходно беше по-малко вредност, но ова година се били поголеми. 2 милиони се предвидени. Ви благодарам. Дали некој да повеќе? Тук гледам дека за неја е улица Партизанска, од својот со улица Маршал Тито, е пунктот на наказаниот пат до спојот со улица Тане Груев. Дали не е предвидено нигде до крајот на Партизанска? Дали това може да се вметне? Не, ставивме повеќе акцент на вонредни, бидејќи се по даден налог од комуналните инспектори или од граничаните или од сектор урбанизам, со вонредни барања да се покријат сите работи кои што не се покриени во самата програма. Ние се јави при реализација на програмата да некои работи не се опфатени со програма, а сме должни да ги извршуваме. Затоа ставаме поголем акцент на вонредни активности кои што се дадени во програма и по потреба да се дават налози за да се мијат индици. Тоа дали во Демеркапијата или во некои населени места. За во ова програма дел од жителите на Демеркапија, на градот, одвојуваат средства за јавни чистоти. 20 деневи. Требало да се минат истите. Да, значи да не бидат повредни. Поредно. Да, но сепак одлучивме, така мислевме дека е подобро да оди со вонредни налози. Бидејќи има многу улици кои што се секојдневни, кои што се чистат и има улици кои што месечно се чистат. Бидејќи не може сите да се опфатат улици, затоа рековме по потреба да се даде налог. Значи тоа е фактички по барање на некои жители од нека улица да се по доставено барање да се даде налог. Тоа не значи дека нема да се извршат ние или чистење. Да, исто важи за сите улици, да. Да, за сите улици важи, бидејќи тука се даде по централно, значи площадот, централно улиците кои што се во централно. Подошли споредните веќе, ако требаше да ги ставаме, ќе беше многу поголема програмата, но сепак Поголем буџет. да, мислам тоа со ова програма се големава буџет за јавна чистота, се надевам дека ќе и јавното комунално предпријатие ќе биде имат поголеми услови за да ги издржуваат секојдневните и месечните. И ту се дадените налози од наша страна. Но сепак има барање на некој граѓанин? Да, апсолутно. Ви благодарам, повеќе. Ти го контролираш, Вака се околу контролата, значи тук имаше, мислам дека се воспостави ред на контрола, бидејќи налозите се дават од нас и од граѓаникот, од сектори и од комунално, но личната, мислам, директната контрола ја прави комуналниот инспектор. Кај нас се доставува извештај до сектор урбанизам и ние под увид на цела документација доставуваме до финанси за исплата на средства. Значи ќе има контрол, поголем контрол. Ние по основа на оваа програма склучуваме поединечен договор со јавното комунално предпријатие како директен извршител на програмата, за кој што има опреска и на крајот на годината да остави извештај за реализација на програмата. Да, ние за секој месец баравме извештај и тој се доставуваше за секој месец. И плюс годишен. Како се кажа, во минатото има комуналното последна една машина за чистење на шошерината, тоа е. Неплатна кола. Шаполистът без вода. Тоа страшна работа, која чисто прашина има обаци и цела да биде преку прашина. Ги знаеш ли? Таму треба да има некој да му каже да тие што работи, дека треба да има вода, да не е за прашина да дига. Имам снимка од телефонот, да нямам објавено, ама некој ще покажам да видиш како се работи. Как се работело. Уиди на тоа не се повторува. Ги знаеш проблемите кои
со што се случило јавното комунално предпријатие, тука ваши советници има кои што од тоа предпријатие. Значи, овде имат проблем, значи, имајќи имаме и таков проблем, да. Се обезбеди од страна на општина Демократија некои пример за полесно и по-добро чистење, ги користат се во начинот на користење и во времетрањето на користењето кој што стопило се скратува. Значи, тоа има директна, мислам, под директен надзор се на ръководителите на јавното комунално предпријатие. Но тука ние ги имаме и комуналните инспектори кои што треба да прават секојдневен угод и имаме и редот. Значи, кои што тие секој, значи, тие се фактички луѓе кои што на терен треба да увидат некои работи и од увидени работи да реагират во дадено нешто. Да, што е зависија, таа не е за машина. Да. Они се не е машина што кажа. Соодветното користење на опрената сепак треба да биде на луѓе и да се под контрола тие луѓе. Ние како општина тука немаме согледување баш во даден момент, доколку немаме некои дојави, но сепак вработен кој што е во јавно комунално предпријатие си има и ръководител. Значи тој треба да биде под директна надлежност на ръководителот. Доколку се види дека нешто не е во ред, ние имаме редери и комунални инспектори кои што треба да реагират во дадени случаи, дали не соодветно се користи оprema или па не доволно се чисти, па или не редовно се вршат некои активности кои што се дадени во програмата. Тие машини што се заврзат, тие се за отрават за парковите ли се чисти? Не се по асфалтот да одат и да... Јас знам. Машина се види и води и прави бергот и луѓе и човеци, а лишно се закачуваат надолу прават штета. Секој граѓанин може да пријавиш. Може да се пријави, да, и има луѓе кои што треба да го контролират, и сега треба на терен да се контролира. Тоа е проблем. Ви благодарам, дадеме тук това разговор. Види, че никой не бара разговор, точка број 14 е става на гласање, кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Точка број 15, предлог програма за одржување на паркови, јавно-градско и извонградско зелениво и рекреативни завршени на подрачјето на општина Демократија за 2026 година. Исто така годишна програма која што во поново време е воведена од страна на општина Демократија и изгласана од Совет. Това е програма за одржување на паркови, јавно-градско и извонградско зелениво и рекреативни површини на подрачје на општина Демократија. За 2026 година се предвидуваат скоро 2 милиони, 1.999.790 денара. Значи, во вид и обем на работа дадени се кои јавни површини се опфатени со програмата, дадени се динамики и начин на вршење на работи. Дадена е исто календар на секоја активност која што треба да се реализира од страна на јавното комунално предпријатие, дадени се ценовници, даден е детален преглед на парк и зелениво, кој парк, колку операции се прават, какви операции, кои се цените и вкупната цена на секој парк за негово одржување. Исто така и ова е тука под контрола на општина Демократија и ръководителите кои што се страна на јавното комунално предпријатие. Само да нагласам дека ова програма е само реализирана од буџет на општина Демократија. Жителите на општина Демократија не плаќаат значи не плаќаат директно, значи не доаѓа на сметка за директни плаќања за одржување на паркови. Средствата се директно од буџет на општина Демократија. Се имаше насоки околу дело дали да се задолжуват или не, но тоа е дека. Ако што има зајавна чистота, нели 20 денара, може да го
представи и за ова програма за јавно заведување. Да, со закон е предвидена обврска, значи да се определи на место за Да. меѓутоа се уште ние нямаме донесено таква одлука. Другите општини веќе имаат значи суми кои што ги плаќаат за одржување зеленило. Зеленило исто како што се плаќа јавната чистота како нели такса која што е вметната во сметката за вода, така би било и тоа. Тоа било за финански средства кои воопшто не секогаш ги има на располагање. А сепак се финански средства кои што треба да се инвестират во одржување на паркови и јавни чистоти во одржување на патишта. Ви благодарам. Дајам се друг разбор. Види, че никој не даде збор. Точка број 15 ставам на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Преминуваме на точка број 16. Предлог решение за формирање комисија за изработка на предлог програма за работа на Советот за 2026 година. Врска со предлог решението, значи оваа обврска произлегува од член 132 од деловникот на Советот на општина Великата, односно во глава 7, каде што наведено програмирање на работата на Советот, значи работата на Советот се одвива според програма за работа. Програмата ја донесе Советот за една календарска година по предлог на комисија што Советот ја формира од редот на своите членови. Претходно, значи пракса било 20 советници, еден представник од општинската администрација. Инаку во самата програма се внесуваат сите основата за изработка на програмата се всушност работите што со закон се во надлежност на општината. Тоа се значи сите овие програми и денес што беа како точки, буџет, завршни сметки, програмите на јавните предпријатија и јавните установи, значи како наши единки корисници, меѓутоа во текот на годината ние носиме и други одлуки и заклучоци кои што произведуваат од самото тековно работење, кои што не би можеле да ги предвидиме во самата програма, меѓутоа тоа се оние задолжителни, како да кажам, акти, програми кои што мора да се донесат и кои што со закон сме обврзани да ги донесат. А кој беше председателот состав? Од општинската администрација Тања Петрова, и сега кај вас е, кажете се кои советници били. Не беше 20 од администрација и председател на Совет. Претходно беше председател на Совет, па 20, Беше како председател сакате на така. Совет, значи. 20 од администрација. Кој беше предходниот состав? Сега мислам дека лани беа Менчто колешката, И ти. Оливер и јас, да. Сега ние викаме еден представник, 20 советници. Има не како сакате така, значи. Може да предложим. Може да. Сепак ние сме настрана од... Ние изготвуваме, значи. Да, Затоа и како представник од општината заради, нели, во мислам дека поглед е подобро 20 да имаме представници од администрација, колку од редовите на Советот, секој председател. значи председател на Советот ни е Невенка ќе додаде. Може? Може. Невенка Атанасов и Тања Петрова. Значи, Невенка и Тања, така? Тања Петрова, Невенка Атанасов и Милијана Младински. Добре, дали да се даде збор. Точка број 16 ставам на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздържани. Точка број 17. Предлог решение за формирање на комисија за селекција на кандидати по јавен пројавување на интерес за пријавување на кандидати за избор на членови на управен, односно надзорен одбор на јавните предпријатија за комунални работи во Шабедникапија. Да, значи во оваа комисија за селекција по јавен повик за избор на членови на управен, односно надзорен одбор е поврзана со претходно нели точката 9 што беше од дневниот ред.
Инаку самиот закон кажува значи кој може да биде член во оваа комисија. Тоа е значи еден вработен во општина Демиркапија кој што треба да биде претседател на комисијата, вработен во општина Демиркапија кој што треба да биде заменик претседател на комисијата, потоа еден член од одделението за човечки ресурси од општина Демиркапија и заменик исто така член од одделението за човечки ресурси, потоа вработен во јавното предпријатие од член на комисија и заменик член на комисијата исто вработен во јавното предпријатие. Значи, ние доставивме допис до Бошава, предлози од ЈП Бошава се Оливера Аџиева за член во комисијата и Зоран Честоев. Како одделение за човечки ресурси, кај нас имаме само едно лице вработено, тоа е Менча Петкова, а како заменик член ја предлагаме Даниела Трајкова. А како председател на комисијата вработен во општина Демиркапија е Тања Петрова и заменик председател на ВНК Атанасов. Случај е следен: Тања Петрова, Невенка Атанасова, Менча Петкова, Даниела Трајкова, Оливера Аџиева и Зоран Честоев. Дали некој даде збор? Иначе никој не даде збор. Точка број 17 ќе ставам на гласање. Кој е за? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Преминуваме на точка број 20. Разгледување на барање од физички и правни лица. Во Комисијата за финансии беа доставени две барања. Првото барање е од Слава Устинова Пашова на Комисијата за финансии и советниците одлучивме да се додели еднократна парична помош од 30.000 динара. И второто барање е Сајна Пашова, каде што комисијата одлучи заедно со советниците да се додели еднократна парична помош од 10.000 динара. Мислам дека тие беа барања од физички и правни лица. Дали збор. Точка број 20 да ставим на гласање. Кој е за? Поединечно за секој барање. Добро. Кој е за одобрење 10.000 динара средства за Сајна Пашова? Едногласно за, нема против, нема воздржани. И второто барање беше од Слава Устинова Пашова. Кој е за 30.000 динара? Едногласно за, нема против, нема воздржани. Преминуваме на последната точка од дневниот ред. Советнички прашања. Градоначалничката на општина Демиркапија беше присутна целата седмица. Доколку имате некои советнички прашања, тоа стои на располагање за одговор и некои неясноти. Дали некој има некои советнички прашања? Молите нешто? Па само може да прашаме градоначалничката според 2 месеци на функцијата, како она е доживува функцијата. Со што се случи, што импресиите, неизми, се навикна, за тоа што секој. Не полни 2 месеца на функцијата, не само тоа да се споделя. Модерно на прашањето. Конкретни
за 2 месеца е кратък период да се отговорят, но все пак оваков тим во општинската администрација мислам дека сите планирани проекти во наредниот период ќе се реализираат. Друго нешто ако треба да одговорам, стојам во разполагање. Благодарам на началничке. Дали има советничко прашање по врска проекта? Госпожо началничка, покана е явно за нова година площадот ни украсен како никогаш до сега и што отворяат ефективно немало народ Демиркапија, немало деца Демиркапија, видиме сите на денот на Господ дека Демиркапија има и народ и деца. Така да Само треба да се честитки. Благодарам за обяснението на разпона дека тука е вклучен и тимот на општинската администрација, така да нешто е заедничко сработено. Има успех и резултат. Ви благодарам. Дали да прикупим следното прашање? Следното началничке. Јас сакам да искажам благодарност на советниците кои го изгласаа буџетот. Буџетот на општината ќе се реализира одговорно и посветено во интерес на граѓаните на општина Демиркапија. Ви благодарам. Дали некој друг има советничко прашање? Величи Вик.